Добро вечер на сите. Најнапред да ви се заблагодарам на сите за присуството. Оваа вечер, на мое огромно задоволство, во Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино, имаме изложба од еден исклучителен уметник од Кавадарци, Горан Боев. За себе самиот кажува дека портретите му се од секогаш предизвик. Токму оваа вечер, тоа е и вечерашниот мотив на оваа изложба. За него не треба да зборуваме многу, за него зборуваат неговите дела кои што се изложени овде во нашето фоаје. Па ве поканувам да ги погледнеме, но пред се ја поканувам Марионка Андоновска и Тодор Богев да повелат со свое видување на оваа изложба. Уживајте! Добро вечер, почитувани гости, љубители на уметноста. Чест и задоволство ми е што ве гледам во волку убав број. Ви посакувам да уживате во овие уметнички дела на нашиот уметник Горан Боев. Горан Боев е уметник од нашиот соседен град Кавадарци, кој е роден во 1982 година. А со сликарство се занимава од неговите најрани години. Уште од неговите ученички денови во основното образование, а покасно продолжува и како средношколец. Во неговото дипломирање на факултетот за ликовна уметност во Скопје во 2005 година, тој професионално продолжува да навлегува во уметничките води. Боев дипломира на одсекот сликарство во класата на професор Благој Аминовски. Подоцна тој во 2009 година се истакнува со својот магистерски труд на истиот факултет, во класата на професор Симон Шемов. Веќе во 2011 година тој работи како зоограф во манастирот Свети Јован Крстител Бикорски. Пред македонската публика тој се има представено со 8 самостојни изложби и има заземено учество во многобројни групни изложби и ликовни колонии во земјата, а и во странство. Боев е уметник кој умее да негува повеќе ликовни правци, ликовни техники, како акрил, пастел, акварел, масло на платно и други. Денес тој е уметник со веќе изграден, свој, препознатлив, ликовен стил. Неговиот уметнички растеж допринесува да биде баран од страна на ликовната публика во теквешијата, а и пошироко во нашата држава. Горан Боев во најраниот период на неговото ликовно творештво се обидува да го негува, а истовремено со своето растење да го задржи детето во себе. Всушност, спомените од детството умешно ги пренесува на сликарските платна, метафорично представени. Како сведок на еден спокоен, безгрижен живот како дете, полн со соништа и детски илузии. Подоцна фокус на неговото внимание стануваат портретите. Нешто малку абстрактен експресионизам, но и фрескописот и изработката на иконите. За мене, најпријатни подоживување се портретите. Дали станува збор за девојките или детето, во нив се гледа една душевност, кроткост, смиреност. Гледам една игра со бои како вид на уметничка импровизација, која се игра со боите во еден вид на веселост и креативна слобода на самиот уметник. Ликовните техники користени на овие слики се акрил, комбинирана техника на акрил и пастел. Ова моје излагање би го завршила со една мисла од нашиот познат уметник Владимир Темков, кој во едно свое излагање, свое говорење на една изложба, за Боев тој вели вака: светот го има Леонардо да Винчи, а Македонија го има Горан Боев. Ви благодарам.
вака, пошто Марионка кажа се, ми останува мене малку за да спомнам уште нешто. Марионка Андонова е откритие поетско за нашиот град, за Кавадарци. И го има клучот од културните институции во градот. Домот на културата, во директорката на Феткин не кажа дека Марионка има бланко покана да издаде своја збирка поезија. И баш кога сме кај поезијата, сакам да и направам провокација да и таа прочита некоја нејзина песна. Че прочитам песни, избор песни од српски автор, Никола Китановиќ. Меѓутоа, сакам и ова да го цитира Мацо Малинков од Кавадарци, кој кажа, у моите 30 години кариера како глумец, режисер, презентер, не сум видел вака добро презентирање. Значи, го истакна тоа, вели, многу е тешко да презентираш туѓа поезија, а уште потешко е сопствената да ја презентираш и тоа на убав начин, на посебен начин. А Марионка тоа го прави и таа додека се спрема да ичита своја собствена поезија, јас да ви прочитам две песни кои спомнав од српски автор, од Никола Китановиќ. Мајка птица огнена по челавата глава, куќата запалија. Мирисот на клада присетува на мајка. На масна бразда долж прашливата нива, ти си птица огнена. Во мајчиното крило додека те бакнува и гали по челавата глава. Припоен си на градите да го чуеш топотот на умирачкото срце, мил мајчин дивјак, бандит мајчино змејче. Те гали да пораснеш голем, да блуеш оган, да куќата ја запалиш, да бидеш Михаил. Лековити жени во мек виолетов хор, таа и јас. Како да се преболат прашањата? Се замотувам со лековити жени. Телата се слизгаат низ острото перје над двоглавиот орел, спремен со каснување сурови висини за смрт. Ги забодувам стеклестите канџи во меката виолетова кора, на дабовиот стап го издигам во запаливи висини, гориме тој и јас како два патувачки грумена, од кои само стопена цврста грудка ќе падне на земјата. Марионче, повели целата твоја. Благодарам, Тодор, ова беше непланирано изненадување за мене. Среќа што си ја носам поезијата или дел од неа со себе. Ви посакувам да уживате. Посакував. Посакував да ме гали изгрее сонце златно. Мислев далеко е. Тоа во твоите очи тука било. Посакував нежност, ангелска и чиста. Не знаев дека твојот допир гали така. Посакував љубов исконска, трајна, мислев, ја нема. Не знаев дека е создадена уште со твоето раѓање. Посакував богатства и долини, мислев недостижни се. А не знаев оти еден ден ќе те сретна. Не знаев оти душата ти е богата. Сега знам и зошто те имам. Сега знам и зошто те чекам. Сега знам оти твоето постоење и мое и секоја мисла кон тебе. Јас сум јас. Ви благодарам. А сега го поканувам нашиот Горан Боев да се обрати на публиката. Повели, Горан. Благодарам многу. Јас пред се да се заблагодарам на Центар за култура Неготино, на директорката Виолета, на сите нели вработени овде кои што овозможија оваа изложба да реализираме.
Секако на моите промотори, Марионка и Тодор, за нивните убави зборови, за моето творештво, за нивната прекрасна поезија, која што навистина е освежување оваа вечер. И секако за вашето ценето присуство овде, без кое што моето творештво не би имало смисла. Публиката ми дава голем мотив да продолжам понатаму да творам, да се трудам да дадам свој придонес во сликарството и се надевам дека ќе се дружиме понатаму почесто, ќе се гледаме на наредни изложби. Ви благодарам уште еднаш. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.